Добар ден! Крајот на ноември е секојаш резервиран за финалистите на Аутобест. Повторно сме во Теездор, овој пат со 4 финалисти. Она што е интересно е што сите 4 од нив се електрични. Тоа е трендот во автомобилската индустрија. Ние тоа не може да го контролираме, но сепак можеме да го надгледуваме. Што правевме со овие автомобили, ќе видите во следните минути. Годинешните финалисти се ставени под лупа од страна на жирито Аутобест. Веќе од домаќени во Австрија 32 членови представници на исто толку земји од Европа има интензивна дводневна програма. Првиот ден беше резервиран за возење на 4 финалисти во секојдневен сообраќај, каде се оценуваа употребливите квалитети на секој претендент за титулата. Полигонот на австрискиот автомобилски клуб во Теездорф беше центарот каде Build Your Dream Dolphin, Jeep Avenger, Fiat E600 и Hyundai Kona Electric беа донесувани во екстремни ситуации во изолирани услови. Како и да е, трендот е тој. Ние не може да се спротивставиме, но сепак можеме да ги оцениме овие автомобили. Hyundai Kona излезе оваа година, има електрична верзија, но ќе има и верзија хибридна. Истата приказна е со Jeep Avenger, кој излезе како електричен автомобил, но доаѓаат и други негови верзии. Само Build Your Dream Delphin е потполно електричен и нема да има никаква друга верзија, како и Fiat 600e, кој ќе има и своји хибриди. Трендот е со фокус на електричните автомобили, а кој ќе биде победник на Аутобест за 2024 година, ќе дознаеме по гласањето, кое ќе биде објавено кон крајот на следниот месец. Крајот на годината и почетокот на наредната е период на доделување награди на најдобрите. По традиција, меѓу првите се од комерцијалниот сектор, чии 3 жирија поврзано ги доделија титулите. За камион на годината е прогласен електричниот Volvo FH, што и не е некој изненадување. Со воведувањето на овој модел во производството, шведската компанија има најсовремена понуда на електрични камиони, погодни за широк спектар транспортни операции. Заради тоа и држи монополски 49% од пазарот на електрични камиони во Европа. Титулата меѓународно комбе на годината е освои новиот Transit Custom, а Ford заедно со Volkswagen се закети и со признанието пикап на годината кој го добија Ranger и Amarok, бидејќи се работи за исти возила кои главно се разликуваат во дизајнерските финеси, жирито не можеше одвоено да ги оценува и за прв пат откако е воспоставено во избор има двајца победници. На истото место каде што 2009-та Панамера ја имаше својата премиера, Порше ја представи незината трета генерација. Иако на прв поглед не се чини дека многу што е изменето, спортската лимузина донесува револуционерни решенија како на механичко, така и на технолошко ниво. Од дизајнерска страна Панамера доби почисти линии и помускулести предни крила кои се издигнуваат на каубата, на која амблемот на марката може да биде во боја или црно-бел.
Лицето го красат и поголемите отвори за воздух, додека на складниот заден дел доминира развлечената светлосна лента. Карактеристичните облини на силуетата се задржани, исто како и пропорциите. Генерално кажано, суптилно, но темелно обновениот изглед и дава уште поизразен и поспортски настап. Промените внатре се поголеми. Тука патниците ќе ги пречекаат не 2, туку 3 екрани. Новата дигитална инструмент табла има закривен дисплеј од 12,6 инчи и графика инспирирана од моделите од минатото. Централниот екран на инфозабавниот систем има 10,9 инчи, а опционално уште еден истаков може да се нарача и за совозачот. Централната конзола е поширока, а дел од копчињата останаа физички, вклучувајќи го и роторот со кој се бира режимот на возење и вршат подесувања на работата на моторот, менувачот, електронските контроли, управувањето и ослонувањето. Токму кај него се среќава една од најголемите иновации. Новиот систем е електронски контролиран и овозможува секое тркало независно да реагира на вертикалните сили за автомобилот да се задржи во хоризонтална состојба при запирање, забрзување и возење низ свиоци. Комбинацијата на комфорот со спортското, пошто Порше е познат, е подигната на ново ниво со помош на управување на задната оска и активниот систем за ослонување кој е опционален кај хибридните варијанти. А нив сега ги има 4, сите со подобри перформанси, поголема ефикасност и подолга автономија. За сега само Panamera Turbo E хибрид е подготвена за пазарно лансирање. Срцето на незиниот погонски склоп е ревидираниот 4-литарски V8 турбомотор. Тој заедно со електромоторот кој е сместен во кукиштето на 8-степениот менувач со двојна спојка испорачува вкупно 680 конјски сили. Тие ќе ја забрзаат спортската лимузина до 100 км на час за 3,2 секунди, а батериите со капацитет од 26 кWh ќе овозможат поминување на чисто електрични 90 на километри. Конвенционалната бензинска Panamera има 6-цилиндричен турбомотор со зафатнено од 2,9 литри со 353 конјски сили и ќе доаѓа во изведби со погон само на задните или сите 4 тркала. За другите верзии засега нема информации. Во понуда заради слабата продажба ќе ја нема спорт туризмо изведбата, но затоа продолжената екзекутив верзија ќе остане. Како и досега, Panamera ќе се произведува во Лајпциг. Продажбата ќе стартува од март идната година со цена во Германија од 107.800 евра за основниот модел и дури 192.500 евра за плагин хибридот. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Понекогаш традицијата е посилна од се останато, посебно кога англичаните се во прашање. Така, спроти сета логика, сите трендови и досегашни најави, Астон Мартин нема намера да се откаже од својот V12 мотор и планира да го задржи и во иднина. Компанијата со години се ослонува на V8 агрегатите од AMG, заради што кога беше представен DBS 770 Ultimate со се уште импресивниот V12 погонски склоп, се протолкува како чистење на залихите. Но, очигледно не е така. Некои сметаат дека овој потек е доказ дека поголемиот V12 се уште не е за пензија. И беа во право, бидејќи според најновите извештаи и наследникот на DBS ќе го задржи. Според неформалните изјави началниците на компанијата, овој модел својата транзиција од Grand Tourer кон супер автомобил ќе ја подкрепи токму со гломазниот 5,2 литарски агрегат, кој во својата најнова интерација развива 770 конски сили. Иако уште е рано да зборуваме за иднината, се чини дека Астон Мартин нема да остане осамен во V12 друштвото. Според сите индиции и замената на Ферари 812 Superfast ќе ги задржи сите цилиндри. По 24 пат Интербренд ги рангираше највредните светски брендови, проценувајќи ги според бројни критериуми. Најважни меѓу нив се 3: финансиските перформанси на производите или услугите на брендот, неговата улога во процесот на одлучување за купување и влијанието на брендот во однос на обезбедувањето на идните приходи на компанијата. Така, меѓу 50 најдобри годинава 9 се од автомобилистичката индустрија. Нивниот редослед не изненадува премногу. Toyota генерално пласирана на 6-то место и понатаму е највреден автомобилски бренд со проценета вредност од дури 64,5 милиарди долари. Само едно место зад јапонската компанија е легендарниот Mercedes-Benz, чија вредност е за некои 3 милиарди пониска, но и за повеќе од 10 милиарди поголема од првиот нареден, баварската гордост BMW. Изненадување, но и не баш толку големо е што на доста високо четврто, односно 12-то место, генерално се пласира Тесла со вредност од нешто помалку од 50 милиарди долари. Зад американската компанија на петата позиција е Honda, која вреди за половина помалку. До крајот на топ 50 листата највредни светски брендови ќе ги сретнеме уште и Hyundai, Audi, Porsche и Volkswagen, додека Ford за влак, но не влезе на неа, пласирајќи се на 51-то место. Колку за информација, највредни светски брендови се Apple, кој се проценува на повеќе од 500 милиарди долари, а следат Microsoft и Amazon. Американците се на чекор до преломен момент во нивната автомобилска историја. Годинава се очекува за прв пат да се продадат повеќе од 1 милион електрични возила, а можеби и да надминат 10% пазарен удел. Првата бројка веќе е известна, бидејќи намалувањето на цените според анализите ги направи поскапи во просек за само околу 4000 долари во споредба со соодветен бензински модел. Својот придонес и го имаат и зголемените залихи на дилерите, заради што се очекува годинава да заврши со бројка меѓу 1,3 и 1,4 милиони продадени електрични возила. Веројатноста тие да бидат доволни да се постигне двоцифрено пазарно учество е помала, иако тоа на месечно ниво веќе е реалност. Статистиката кажува дека последниве месеци продажбата на електрични возила е за 2/3 поголема од соодветниот месец лани, но сепак се очекува годинава тие да ја завршат со 9%. Лидер на пазарот секако е Тесла, за чии автомобили моментално се одлучуваат 43% од купувачите.
Третата генерација на Duster ќе се темели на Renault Nissan CFMB платформата, но каросеријата задржува истата должина како и претходната генерација, а за да се подобри аеродинамиката, контурата е пониска за 30 мм. Dacia тврди дека има повеќе простор за патниците, а капацитетот на багажникот е за 6% поголем и сега располага со 472 литри за верзијата со погон на предните тркала. Дизајнот на Duster со поостри површини е инспириран од ланскиот концепт Манифесто. Новото лого на Dacia се појавува на тенката хоризонтална горна решетка, која е тргната од долниот отвор со лента во боја на каросеријата. Фаровите се препознатливи за марката. Нивната Y форма е засилена со LED модули, зафат применети на задните светла. Црните пластични лакови на тркалата, карактеристика на Duster од неговото лансирање, сега се поголеми и похрабри. За да се зајакне чувството за способност за сите терени, додадена е поголема пластична обвивка на предниот раб на предните врати. Материјалот што се користи за обложување и заштита се нарекува Starkle. Dacia потенцира дека една од неговите предности е тоа што не е обоен материјал и малите гребнатинки ќе останат речиси незабележливи. Во внатрешноста доминира контролната табла со геометриска тема со стандардна дигитална инструмент табла од 7 инчи. Централниот екран на допир од 10,1 инч го нема во почетното ниво на опременост, но стандарден дел од опремата е во второто и третото ниво Expression и Extreme. Dacia го патентираше системот наречен U-Clip за едноставно оставање на предмети во внатрешноста. Duster доаѓа стандардно со 7 претходно инсталирани U-Clip позиции, вклучувајќи една на десната страна од воланот за паметни телефони и една на централниот панел на совозачката страна за држење чанти и други мали предмети. Моторизацијата започнува со 1-литрениот трицилиндричен бензински мотор EcoG со 100 конски сили, кој може да работи и на течен нафтен газ. Од Renault изјавија дека благодарение на резерварот за бензин од 50 литри и за TNG со ист капацитет, новиот Duster може да помине 1300 км со едно полнење гориво, а со користење на TNG емисиите се намалуваат за 10% во споредба со бензинот. Нов мотор за Dacia е 1,2 литарскиот трицилиндричен турбо бензинец со 130 конски сили, споен со 48 волтен благ хибриден систем со батерија од 0,9 киловат-часови. Duster ќе биде достапен и со E-Tech целосно хибриден погон кој се нуди на моделот Jogger и Renault Clio и Captur. Системот се базира на 1,6 литарски 4-цилиндричен мотор со 94 конски сили кој е споен со електричен мотор од 49 конски сили за вкупна моќност од 140 конски сили. Батеријата има капацитет од 1,2 киловат-часови. Оваа синергија намалува потрошувачката на гориво за 20% во мешан циклус на возење и за 40% во градско возење, каде што автомобилот може да работи во целосно електричен режим 80% од времето на возење. Дизел варијантата на новиот Duster ќе се нуди во Северна Африка, но не и во Европа. Додека многу конкуренти ги напуштија варијантите со погон на 4 тркала на малите теренци за да ги намалат емисиите, Dacia ќе продолжи да го нуди на новиот Duster додавајќи 2 дополнителни режими на возење. Постојат 5 режими на возење во споредба со 3 на сегашниот модел. Автоматскиот и еко режимот го распределуваат вртежниот момент помеѓу оските во зависност од контактот со подлогата и брзината на возилото. Новиот режим снег и кал песок се оптимизирани за тие специфични услови на возење. Последниот режим офроуд е еволуција на постоечкиот. Го дистрибуира вртежниот момент на предните и задните тркала според потреба и брзината на движењето. Новиот Duster стандардно содржи 8 напредни системи за помош на возачот, вклучително и автоматско сопирање за итни случаи и предупредување за напуштање лента. Исто така, стандардно е ажурирањето на софтверот преку воздух. Комерцијалната премиера Duster ќе ја прослави на 26 февруари на Женевскиот мотор шоу, кога ќе се објават цените кои, како што најавува менеджментот на компанијата, нема многу да одскокнуваат од сегашните.
полни 12 години Амарок е присутен во класата на пик-апи, но меѓу староседелците се наметна со својот стил и имидж. Втората генерација која денеска ја тестираме е плод на техничката соработка со Ford. Имено, Volkswagen на Ford му овозможи платформа за електрични возила, а за возврат ја доби платформата за своите товарни возила. Стопанските возила на Volkswagen се добро познати, но новиот Амарок се произведува во Јужна Африка. Тој е технички близнак со Ford Ranger, но има своји особени цитати. Целата предница делува колосално. Погледнете само колку е висока и тоа се одразува на погледот од кабината, но за тоа потоа. Ширината на Амарок е 191 см, а испод хаубата се крие V6 турбодизел од 241 коњска сила. И за тоа потоа. Со добивањето на новата основа, Амарок се зголеми во сите смерови, па дури и во должината. 5,35 метри е неговата вкупна должина, а тоа се одразува и на товарниот простор, кој исто така е зголемен. Неговата должина е 1,62 м, помеѓу тркалата има растојание од 120 см, а на најширокиот дел може да се стават и нешто пошироки предмети од 145 см. Со него можете да натоварите цела палета, европалета, а носивоста на Амарок е некаде околу 850 килограми. И тоа не е се. Амарок има и дополнителни можности за фиксирање на тежок товар, кој овозможува да се фиксира товар тежок околу 400 килограми. Навистина импресивни податоци за оние кои им треба вакво возило. Товарниот простор на Амарок е голем и импресивен, но како и кај сите пикапи се јавува еден проблем, а тоа е каде со личниот багаж. Доколку го ставите во товарниот простор, а немате мрежа, а на тест возилото немаме мрежа, целиот товар, односно гепекот, ќе се удира по страните на багажниот, односно товарниот простор. Па затоа сме принудени сите работи да ги оставиме на задната клупа. Но пред да видиме каква е таа, ќе мора да ги растоварам сите работи кои моравме да ги оставиме во внатрешноста. Под задната клупа сепак има малку рационалност. Тука се сместени дигалката, триаголникот, приборот за прва помош и некои дополнителни гаджети кои се неопходни за користење на терен. И конечно ја ослободивме задната клупа и вредеше за трудот, затоа што просторот во однос на претходниот Амарок е многу поголем, има многу повеќе простор за колениците, дури може да седнат на клупата тројца, а има и наслон за рацете. Она што ми се допаѓа на задната клупа, тоа се овие два джепови кои се ставени на врвот на возачкото седиште и ги има исто и на совозачкото. Гледате дека може да собере еден мобилен телефон, што е извонредно практично. Инаку амбиентот во внатрешноста повеќе наликува на теренско возило и тоа малку од повисоката класа, бидејќи седиштата се обложени со велур и има комбинација од еколошка кожа, па дури има и дифузори за клима уредот. Внатрешноста на Амарок делува многу попрефинато отколку кај останатите пик-апи. Се е во знак на екраните и електрониката. Возачот пред себе има 12,4 инчен монитор, додека на централниот гребен е поставен 12 инчен вертикален монитор. Ово решение сум го видел и кај
Ford Mustang. Тоа е она техничка соработка од која нема многу одстапување, но сепак Volkswagen успеа да ја задржи својата независност што се однесува до деталите, особено на воланот кој има конфигурација исто како и останатите модели на Volkswagen. Она што сакам да го истакнам е дека Amarok има конективен систем кој го поддржува Android Auto и CarPlay без кабел. Во внатрешноста има минималистичко среден интериер, особено на централниот гребен во долниот дел, каде што е само прекинувачот за автоматскиот менувач, но и селекторот за погонот. Во нормални услови погонот е на задните тркала, но вие имате избор да селектирате 4x4 пренос со блокада на диференцијал и овој пикап да го претворите и во теренски монструм. И веднаш со стартувањето Amarok се буди со прекрасниот звук на неговиот V6 мотор. Тој има доволно сила, 241 коњска сила, а веднаш се забележува дека синергијата со 10-степениот менувач е многу добра. Во нормални услови на возење, менувачот не дозволува моторот да помине повеќе од 2000 вртежи во минута. Сепак има 10 степени на пренос и тој сосема линеарно ја пренесува силата. Во нормални услови на возење погонот е на задните тркала, но по избор имате модуси на 4x4 со блокада на диференцијалот и дополнителна блокада на задниот диференцијал. Тоа ќе го видиме кога ќе се возиме на терен. Во првите километри на возење ви треба огромна концентрација да го возите Amarok поради неговите огромни димензии. Но кога ќе се навикнете на него, тогаш тој е многу лесен за управување и за снаоѓање. Amarok, како што реков, има голема височина. Поставеноста на хаубата е доста висока, па тоа не дозволува да имате добар преглед веднаш пред возилото. Но возачкото седиште е високо, па имате одличен преглед на патот кој е пред вас. Што се однесува до подпирањето, тоа е малку нервозно, бидејќи Amarok на задната оска има лиснати амортизери. Тоа е добро доколку се товари возилото, но во нормално возење дава една блага доза на микровибрации кои се чувствуваат во самата кабина и на телата на патниците. Транзицијата од асфалт на терен протекува многу мазно. Amarok има големо меѓуоскино растојание, 3 метра и 17 сантиметра, но и има голем одстојание од тлото, па многу добро ги джвака нерамнините. Моторот одлично се справува во сите режими на возење. Amarok има дури 5 режими на возење, а доколку сакате, може и камерите да ви помогнат во прегледувањето на околината. Поради лисните пружини кои се на задната оска, се чувствува малку повеќе вибрации во кабината кога сте на терен, но не постои возило кое е мирно на нерамен терен. Со голема леснотија менувачот ги прифаќа предизвиците и скоро мазно ги префрла преносите кога се вози на вака сложен терен. Може би не делува на камерата дека ова е предизвикувачки терен, но имаме нагиби
столби бочни, но и вертикални, така да целата конструкција се однесува многу зрело и се задоволуваат сите потреби на теренско возење. Доколку задниот дел е оптоварен со товар, сигурен сум дека и вибрациите ќе бидат помали. Дури и на надолнини, автоматиката ја превзема својата работа со целосна одговорност. Ваше е само да ја прилагодите брзината и да го одржувате саканиот правец. Амарок покажува дека не е само пикап, туку е и сериозно теренско возило. Што се однесува до агилноста и управувањето, Амарок се однесува како луксузен теренец. Па и самиот амбиент во внатрешноста е прекрасен. Сите производители на пикапи ги конструираат и опремуваат своите возила да ги користат работници и фармери. Но Volkswagen со приодот кој го прави во Амарок во ниво на опременост стайл, нив ќе им овозможи да се чувствуваат како газди. Амарок во ова издание чини 52.600 евра. Тоа е цена за која не можете да го купите ниту најефтиниот Туарек. Сепак, Амарок е конструиран не толку да се користи во град, туку во средини каде што имате многу повеќе отворен простор. Се разбира дека неговата намена пред се не е парадерска, туку е намената за работа. Но со стайлингот кој го има Амарок, тој покажува дека е добар коњ за работа, но и добар коњ за парада. А со моторот силен 241 коњска сила, тој може да биде и коњ за трка. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.